Благодаря. Моето процедурално беше във връзка с първата и втората точка, председателя. Меѓутоа гледам дека и втората точка брзате да отворите. Имено, меѓутоа треба да има представник од владата кој што е тука, кој што ќе биде присутен, затоа што повереници од владата гледаме кои се, а има и представник, повереник од владата е Стојанче Ангелов, додека представници Оливер Спасовски, Крешник Бектеши, Фатмир Бетичи. Јас не гледам ниту еден од представниците на владата потребни за отпочнување на постапката за оваа точка. Зошто е тоа така? Вие треба да кажете. Деловникот дава обврска и задолжение да при отварањето на точката бидат присутни представници, односно повереници или повереници од владата. Колку владата е заинтересирана за оваа точка, покажува и самото тоа што немаме присуство од представници од владата. А дали и колку ќе се зборува, јас мислам дека, председателе, вашиот политички субјект од кој што доаѓате побара конструктивност од опозицијата и нејзино вклучување во работата. Именно тоа и го правиме. Бараме одговори на самата комисија по однос на кризната состојба и зошто е дојдено до оваа позиција, кои се причините, што не е преземено и секако свесни сме дека има и рокови по однос на кризните состојби, затоа и гласавме позитивно за дневниот ред. Ама ако мислите дека ќе избегнете од одговори и соочување со опозицијата, а преку опозицијата и со јавноста, и на тој начин да дојдеме до информација каде застанал целиот систем и што е она што не било реализирано во изминатиот период, за да се донесеме во состојба на изгласување на кризни состојби од страна на владата на почетокот, а сега и после 30 дена продолжување од страна на собранието, согласно деловникот и законите и уставот во нашата држава, нема да избегнете од причина што ќе побараме одговорност и ќе побараме информации за тоа каде затаил системот и точно детектирање на одговорните за состојбата во која што е дојдена државата, затоа што во минатото одевме по странски држави за да донесуваме инвестиции, а сега гледаме дека последниве 30 дена како држава сме фокусирани да одиме по комшиите и да молиме кој ќе ни даде газ или енергенси за поминување на зимото кое што не чека. Опоменувавме за овие работи, очигледно не бевте свесни и се смеевте на одредени барања од страна на ВМРО ДПМН, ама еве, како приказната за мравката и штурецот и зимата, се наоѓаме на правот на зимото, а очигледно штурците во нашата држава свиреле подолг временски период и сега ќе треба да даваат одговори пред граѓаните.